Почитувани колеги и пратеници, председател, министер, почитувани медиуми. Јас накратко ќе кажам неколку работи за измените кои што се планираат во Законот за Академија за суди и јавни обвинители. Прво да ви укажам на тоа зошто овој предлог закон не заслужува да има европско знаменце. Затоа што ако самите отворите на електронската верзија на собранието, ќе видите дека во графата за европски регулативи не е воопшто штиклиран оној дел каде што се напоменува усогласувањето со европската регулатива. Затоа сметам дека ова е уште една груба злоупотреба на европското знаменце за која што веќе имавме укажување до сега најстрого од страна на Европската комисија дека владеачките партии и владеачкото мнозинство во Македонија го злоупотребува европското знаменце и тоа беше дадена квалификација прекумерна злоупотреба на европското знаменце. На 24 јануари 2024 година е поднесен Законот за изменување и дополнување на Законот за Академија за суди и на е-парламент, она што можевме да го видиме, но и во печатената верзија, може да се види дека графата која е наменета за усогласеност со ЕУ законодавство не е пополнета, не е штиклирана. Тоа значи дека овде не станува збор за усогласување со европското законодавство. Зашто станува збор? Зошто власта брза со оваа измена и зошто навреме не беше спроведен овој квалификацијски приемен испит, така како што налага во моментот законов, а тоа е во електронска форма, затоа што треба да се примат 130 нови слушатели за идни судии и јавни обвинители, но тие 130 веќе се на списокот на владеачките партии. И кога полагате електронски, можноста за злоупотреба на човечкиот фактор е минимална, но кога полагате писмен испит, тогаш можноста за субјективно влијание е голема. Зошто власта е заинтересирана ова да го направи? Затоа што власта веќе има список на луѓе кои што имаат уште од сега резервирани по максимални 100 поени од писмениот испит. Ќе ви прочитам неколку од нив за да бидете сигурни откако овој испит ќе заврши, за да знаете дали сме ја говорили вистината или не. На списокот на власта, кој што треба да освои 100 поени на писмениот испит, е Мики Крстев, актуелен заменик министер за локална самоуправа од СДСМ. На списокот е Дитмире Шеху од ДУИ, член на Државната изборна комисија. На списокот е Дарко Герамичиовски, советник од СДСМ во општина Прилеп. На списокот е Александар Глигоров од СДСМ Струмица, син на председателот на судот во Струмица Емил Глигоров. На овој список е Менде Секуловски од СДСМ, син на виш јавен обвинител Кире Секуловски од Битола, кој што е вработен во моментов во ДИК. На овој список ја познава министерот Лога е и Самира Демири, која што сигурен сум дека ќе освои 100 поени. Таа ја води или е член во правната комисија на Алијанса во Струга. На овој список е и Зури Арслани од ДПА, од Струга, поранешен директор на Агенцијата за вработување во Струга. Затоа се полага овој испит писмено. Затоа се прават овие измени. За да можат овие луѓе кои што при електронско полагање не би биле спремни да се квалификуваат или би биле послаби од другите студенти или кандидати за слушатели, за да можат да влезат како идни слушатели и да бидат идни регрути за суди и јавни обвинители, и затоа сметам дека ова дополнително ќе го урниса и онака пренискиот рейтинг на правосудството, особено на обвинителството и судството во овој дел. Но што е овде дополнителен проблем? Дури да поминат овие измени, има еден проблем кој што се вика член 8а од изборниот законник. Во членот 8а од изборниот законник е запишано:
од денот на донесување на одлука за распишување на избори до завршување на изборите, што не смее да се прави. Меѓу другото, не смее да се започне постапка за вработување на нови лица во државни и јавни институции, а започнатите постапки за вработување се ставаат во мирување. Зошто ова го говорам? Затоа што во Законот за Академија за суди и јавни обвинители, во член 50 стои со стекнувањето на статус слушател на почетната обука во Академијата. Слушателот заснова работен однос на определено време со Академијата. Значи, полагањето на писмениот испит е дел од процесот на засновање на работен однос во Академијата за судии и јавни обвинители и согласно овој член 50 од Законот за Академија за судии треба да се почитува членот 8а од Изборниот законник и да не се дозволи постапките за вработување да се одвиваат во текот кога имаме веќе распишани, а не завршени парламентарни и претседателски избори. Затоа сметам дека власта прво прави еден прекршок, едно уназадување на критериумите за влез во Академијата, затоа што оној студент кој што учел, се образувал, не мора да е студент, може да е адвокат, може да е стручен соработник, но вложувал во своето знаење и е спремен да го помине електронското полагање на испитот, сега ќе биде деградиран и дискриминиран наспроти оние кои што се веќе на списокот на СДСМ, на Алијанса и на ДПА, а треба да влезат во Академијата за судии и јавни обвинители, и ќе ги повторам уште еднаш. Тоа се Мики Крстев од СДСМ, заменик министер за локална самоуправа, Дитмир Ешеху од ДУИ, член на ДИК, Дарко Герамичиовски од СДСМ, советник во општина Прилеп, Александар Глигоров, син на председателот на Струмичкиот суд од СДСМ, Емил Глигоров, Менде Секуловски, СДСМ, син на виш јавен обвинител, вработен во ДИК во Битола, Самира Демири од Алијанса од Струга и Зури Арслани од ДПА од Струга. И многу вакви, затоа што списокот е подолг и доколку ова не престане, ќе го објавиме и целиот список на оние за кои што веќе им е предвидено дека ќе добијат максимум 100 поени, а од каде знаеме затоа што самите луѓе веќе се пофалиле и кажуваат кој со кого разговарал и кој каков џокер има за да го помине писмениот испит. Ќе земете збор, министре, ќе ви реплицирам и ќе се докажеме за оваа проблематика, но генерално, она што го има направено Министерството, она што го има направено и Академијата, тоа што го има направено и сите други институции е намерна небрежност, намерно ненабавување навремено на електронски софтвер, за да може да биде ситуацијата доведена до оваа ситуација сега, за да мора, условно кажано, писменото полагање да се појави како неопходност. Но и тука е направен превид, затоа што институциите, дали е тоа Академија за судии, дали е Министерството за администрација или е Министерството за правда, кој да е надлежен, во Законот за јавни набавки има можност за итни и неодложни набавки. При итни и неодложни набавки можете да склучите договор со фирма која што може да ви обезбеди услуга која што ја барате, во случајов се бара електронски софтвер. Во Македонија има најмалку 6 или 7 правни лица кои што располагаат со електронски софтвер за полагање на вакви испити, меѓу другите и правниот факултет Јустинијан во Скопје располага со 2 опремени училници, со по 50 студенти да полагаат во секоја од нив, и доколку Академијата за суди и јавни обвинители и Министерството за правда сакале овој испит да се полага електронски, можеле да склучат договор со правниот факултет, но во тој случај немало да имаат контролата. Нема да може списокот на Кренар Лога, на Артан Груби или на Димитар Ковачевски да помине за тоа кој ќе добие, а кој нема да добие максимум бодови на писмениот испит. Ова го кажа
професорот Борче Давидковски, кој што министерот многу добро го знае, го изјави на еден национален медиум, каже дека стоиме на располагање како правен факултет да им организираме, тоа ќе бидат 3 сесии, секој ден по 100 кандидати, бидејќи 300 има пријавено за 130 места, но власта ќе треба да се согласи дека ќе положат најдобрите. Мон? Тие имаат, доколку вие сакате, и софтвер може да набавите по итна постапка. Но работата е што овде намерно се гледа дека власта не сака да се полага електронски, бидејќи електронски е многу потешко да правите малверзација со испитните прашања и со бодовите. Писмено тоа го правите многу полесно. Благодарам.